Многу интересно прашање. Има многу сличности. Многу работи се слични, многу работи се блиски и многу работи се превземени, поготово оние што се функционални и оние кои што се бенефицијални, се земени токму од тој разговор со многу добар пријател. Знаете како, многу добар пријател ве слуша многу внимателно и поради тоа што умее да се стави фигуративно, односно символички, имагинативно во ситуацијата која што му ја раскажува, да тој успева кај себе да предизвика слични чувства како оние кои што ги има соговорникот, оној кој што страда во моментот и кој што има можеби некој проблем и некоја состојба кој што сака да му раскаже на најдобар пријател. Тоа значи го предизвикувате на емпатија. Добар пријател има способност да сочувствува со соговорникот. Тоа подразбира активно слушање, не подразбира добар пријател, разговор со добар пријател, не подразбира оној пријател кој што едва и чека да застанете со зборење за тој да ви каже за неговиот ден или за неговата проблематика, или пак да ви каже за некоја проблематика која што била уште полоша и уште поинтензивна, па ете, он издржал, па некако се носел со сето тоа. Значи, добар пријател нема да го превземе акцентот на фокус на себе. И онда, значи, рековме, добар пријател е оној кој што сочувствува, кој што слуша внимателно. Тој сегмент е најинтензивен и треба да биде најприсутен кај секој еден психотерапевт или психолог во неговото клиничко интервју или во сеансата што ја прави психолошка или психотерапевска со клиентот. Пред се да го изслуша добро, без да рипа на заклучоци и да го вметне тој емпатиски момент, затоа што има една изрека од многу познат психолог Карл Густав Јунг, тој рекол: усоврши ги сите техники, освои ги сите титули, меѓутоа кога допираш една човечка душа, биди уште една човечка душа. Значи не ја допирај таа душа од позиција на авторитет, туку пробај да бидеш на иста позиција со таа личност. И тоа е најинтензивниот, најбитниот сегмент од терапевскиот пристап, кој што помага за успехот на еден психолог, а тоа е нели да го разреши проблематиката или да го намали страдањето во кое што се наоѓа клиентот кој што доаѓа. Значи, откако иницијално ќе се поврземе со таа личност и ќе ја разбереме на ниво на близок пријател, понатаму постои едукативниот процес кој што е од полез. Понатаму постојат оние анализи кои што во позадината ги прави психологот додека клиентот разговара со него, а тоа е препознавање на едни црвени знаменца и едни патерни на однесување кои што можеме да ги препознаеме во повеќе ситуации. Значи, кога клиентот без да знае се довел во ситуација во која што можеби непотребно се изложил на стресогени фактори, без негово знаење, на ниво на рефлекс, на ниво на некоја рана одлука или подсвесна одлука или инстинкт, кој што го водел во таква ситуација. Секако дека секој клиент доаѓа со едно логичко објаснување зошто се нашол во таква ситуација, меѓутоа во позадина психологот препознава патерни кои што можеби и на клиентот му се логички, меѓутоа ги вметнува и ги преведува преку една психолошка матрица на знаење и ги вметнува во тој еден пазл, една како да кажам, една загатка која што се повеќе и повеќе се потполнува како што повеќе и повеќе дава информации клиентот, се додека не се нацрта една подетална слика, па отпосле му се разјаснува на самиот клиент.